Да се зголеми надоместокот што го добиваат од Фондот за здравство и да се намалат казните кои сега ги добиваат за административни пропусти. Се барањата на матичните лекари кои што денеска ги искажаа преку предупредувачки штрајк. Матичните лекари денеска не издаваат рецепти и упати за пациентите освен за итните случаи, во знак на протест против здравствените власти кои што немаат слух за примарното здравство, вели председателот на Сдруженијето на матични лекари во Куманово, доктор Фатмир Асани. Значи денеска штрајкува околу 95% од ординациите, штрајкуваат не работат. Главното барање е покачување на бодот во последно време, пошто се покачали сите нивни во секундарно терцијално платите, а кај нас останува бодот од 2018 година со 63 денари. Во Куманово има ординации кои имат мал број на пациенти, така по 45.000 денари капитација, по 60, по 65.000, тие се околу 20 такви ординации, кои на крај не може да ги платат нити покачување на минималната плата кај медицински сестри, нити да дигат поголема плата, оти живеат на минимална плата. Исто така бараме и да се смалат и казните на фондот што ги имаме во примарно и за боледување и за рецепти, да не ослободува да ги пишуваме сите рецепти, да не ги пратиме пациентите на секој 6 месеци на изложување кај друг на секундарен терцијален за некој обичен лек што може секој граѓанин да го подига и да го пишуваме. Доколку фондот и Министерството за здравство не ги прифатат барањата на матичните лекари, имаме план Б, кој што ќе го објавиме в понеделник, предупредува доктор Асани. Ординации има околу 100. Ординации имам дознание дека една или две ординации, значи не го почитуваат ово барање. Така ми се јави дека не сме знаеле и сега се преконувале не работат. Сакам да му се извинам на граѓаните уште еднаш дека мора да не го опростат, пошто ваков чинен без преседан може да е. И сметам дека со овој предупредувачки штрајк ги опоменуваме наши властите да ако им е потребно примарно здравство, треба да разговараме. Ако не е потребно, треба да кажат не сте потребни и ќе ставиме клjuč на врати и ќе се бавиме со други професии него со ова наша професија. Ми бевме на прва линија од 2020 на вирусот, пошто ние не знаевме дали има корона или не. Друго кога ги пратиме во инфективно одделение со тестови со други и они знаат дека им корона, а ми не сме знаеле. Нити ни дал помош, ни маски, ни да речеме други агенски средства да се бранеме од корона. Според податоците на Сдруженијето на матични лекари на ниво на државата, само во последниве неколку години 400 амбуланти низ земјава се затворени, а доколку не се решат проблемите, ќе следува затворање и на други ординации.